во Стајковци во овој моменти е нашиот Александар Видиновски, го имаме во живо. Александар, за многу од жителите ова е прва вечер со електрична енергија. Она што го имаме како цивилизацијска придобивка, некогаш не знаеме колку е вредно кога ќе го снемаме, а жителите на овие места 5 дена живеа без електрична енергија. Токму така, надлежните велат и локалното население тука дека во овој момент околу 90% од населението во село Стајковци, најпогоденото село, конечно по 5 дена добија електрична енергија. Тоа секако не е доволно, но е нешто малку што ќе им го олесни големото страдање на овие жители. Доаѓајќи нааму на селото, се уште како што кажав, забележавме куќи без електрична енергија, меѓутоа уличното осветлување работи и дел од осветлувањето на Скопската обиколница работи. Тоа е она промена што имаме од пред неколку дена. Екипата на телевизија Нова вечерва успеа буквално да се пробие во едно од малата што највеќе страда во селото Стајковци. Моментално се наоѓаме во домот на Чичко Раде. Како што ни кажавте, вечерва и вие добивте струја. Да, вечерва пуштија пред саат време е пуштена тука кај на струјата, до сега немаме ништо. Така, седеме со свеќи. Како примитивно да е било некој што се живеело. Да, а вие добивте струја или комшиите исто така добија? Како одеше етапно уклучувањето на електрична енергија? Комшиите идеа прво кај што не беа најнастрадани, таму беше пуштена струјата, и после сега кај што е најнастрадано, дали од влага од нешто, така постепено ја пуштаат. Вашата куќа претрпе големи штети. Да. Може да покажеме сега за гледачите каква е актуелната ситуација? Повелете. Значи може да видите на самата улица има огромни наноси од кал, меѓутоа како што кажавме, единствена добра работа моментално во оваа несреќа е тоа што жителите на Стајковци конечно добија електрична енергија. Се надевам дека камерата ќе може да покаже за какви страшни оштетувања се работи. Ова предпоставувам било дневната соба. Да, дневна соба, тука кујната е ваму, ударот на водата е се гледа до кај бил. Не сум бил во моментот, кај што ви кажав, вие пак кажав. Снаата со внучињата во спалната, ќе ви покажеме спалната на каучот горе со дечиња. Телефонот го оставила на страна, не можела да го земе. Син ми на работа да товара камион, пошто вози камион. Возач, роба носи. Сама како стрес доживела, не можам и самиот јас да го опишам тоа. Не можам. А ова е по моје невидено. Кажете ми за сега, кој највеќе ви помага? Војската доаѓа ли тука? Знаеме дека и нели од КФОР војниците утрово стигнаа тука, меѓутоа дознавме од вас дека имаат проблем бидејќи дошле со многу тешка механизација и е многу тешко да се пробијат во овие мали споредни улички како што е ова каде што живеете вие. Кој ви помага највеќе во цела оваа несреќа? Помагаат и војската помага, доваѓаат и од од Берово луѓе, од сите градови доваѓаат, од Радовиш, Рачно, што може со лопата да направи. Механизацијата е за улиците, но некако слабо им оди. Како да ви кажем, тоа е несватлива работа, дали не е организирано. Јамите запушени, одводот не е запушен, не можеме да се измиеме. Така, очигледно имате уште многу проблеми и работи кои што треба да се санираат. Кажете ми сега, вас лично вака, кој предлог, кој апел би го испратиле? Што е тоа што прво вас треба да ви се направи за да ви се улеснат работите? Што е полезно? Да се направи, да се среди, најпрво со канализацијата. Водата да се пушти кој што треба, да не работи. Струјата ќе видиме како ќе реагира. Ова да исчистам. И после, ако има нешто помош да се дава, да дадат еден кауч, ама после месец-два во оваа куќа овде доле да се живее. После 2 месеци, пред 2 месеци, не верам. Вашиот син ми кажа дека баш е овака една лична историја, дека баш оваа куќа пред брзо време била и реновирана. Да. Све, ова ламинатот е сега брзо ставан, нови гарнитури е, ама ова све ќе иде отпад. Да, а вода за пиење? Вода ни даваат, донасат, вода и сокчиња ни донасаат.
Нудат луѓето, ама морам да идам до сред село да го донесам. Не ни носат до куќа да рече, еве да ни го остави. Мора ја таму да идам на грб да го носам до овде. Тишко Раде, предлагам сега да излеземе надвор да ја покажеме и уличката, Нема проблем. денеска неколку пати зборувавме за тоа дека тешката механизација многу поуспешно се пробива по главните улички во селото. Меѓутоа, ние споредни и во претходното јавување зборував дека се уште се буквално под десетина сантиметри кал има на нив. Така што сега предлагам, еве доколку може камерата да покаже уствари за колку длабока кал се работи. И овие позади мене се тие токму улички каде што тешката механизација се уште не може да се пробие, така што конкретно во овој дел на Стајковци има уште многу работа. Меѓутоа, можеби е позитивно во целава несреќа што конечно барем 90% од куќите имаат електрична енергија, меѓутоа локалните жители викаат дека тоа не е доволно, тоа секако им ја олеснува работата, меѓутоа пред се треба да се исчисти оваа кал за да можат сите оние организации и целата она хуманитарна помош да може непречено да влегува во овој дел од Стајковци и да едноставно колку што е можно да им се подобри ситуацијата на овие луѓе. Гоце, доколку имаш прашање, повели. Александар, ти благодарам за оваа сторија. Навистина е убаво да се види среќата на лицата на луѓето што добиле струја. Навистина после толку дена на свеќи, претпоставувам дека е навистина убаво се чувствуваат. Единствено сакам да те прашам тебе и твојот гостин дали има услови дали тие преноќуваат во својот дом или се некаде на гости кај пријатели роднини низ Скопје. Тичко Раде, од студиото имаме прашање, каде преноќувате, каде спиете, пошто видовме тука во куќава, барем во долниот дел. На тераса кај син ми горе, на горниот спрат. Таму е суво, имам една јамболија доле и едно кебенце од озгора врз мене. Друго ништо, и вака спијам со овие алишта. Други нема. А лична хигиена во овие услови како се сноѓате? Ќе видиме после 3 дена 4. Дали ќе се избањаме овде или таму у река ќе идам Упчиња да се бањам. Не знам што да ви кажам. По моje тука тешко бањање. Ако не обезбедат одводов, тешко. Кај ќе оди таа вода? Све внатре ќе избие пак. Нема кај да оди. Да, Гоце, според кажувањето на Чичко Раде, меѓутоа и се они други жители кои во теков на деновиве разговарав, најголем дел од нив сепак остануваат тука да спијат, како што кажат, со јамболи се снаоѓаат сите како што можат, меѓутоа претпоставувам има и други жители кои што имаат роднини на друго место каде што не се зафатени од поплавите и таму преноќуваат, рано наутро се враќаат во Стајковци и продолжуваат со расчистувањето на теренот. Александар, ти благодарам уште еднаш за ова твое вклучување во живо. Како што кажа и ти, хигиената сега е очигледно најголемиот приоритет. Мора жителите да се грижат, да ја чуваат и покрај тоа што условите се навистина катастрофални, бидејќи лесно може нови жештини да се појават заразни болести. Од инфективната клиника информираат дека според последните информации десетина жители од поплавените подрачја биле хоспитализирани на нивната клиника, се пожалиле на цревни и кожни воспаленија. Епидемиолозите апелираат на одржување на личната хигиена колку е тоа можно во условите во кои живеат овие луѓе. Денеска на